Секоја среда во 9 часот со доктор Крста Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Да, среда, точно 9 часот, започнуваме со емисијата Живот на Радио Слободна Македонија со доктор Крста Маљановски, советник на претседателот на владата за труд и социјална политика. Добар ви ден. Добар ден. Денешна тема ни е посвојување. За почеток да разграничиме кој тоа закон, според кој закон, односно се реализира посвојувањето. Така, ќе зборуваме за тема која е многу деликатна, многу суптилна, која навистина скоро сите не погодува. Сите теми се такви осетливи, но затоа емисијата се нарекува Живот. Тоа е животот, тоа е дел од животот. Така, дел од животот е и навистина една, од друга страна, тоа е едно најблагородните работи што се обавуваат во областа на социјалната заштита и детската заштита. Посвојувањето го регулира законот за детска заштита и тоа е посвојувањето е фактички еден облик на заштита на децата. Навистина најдобриот облик да детето кое е по апсолутно не своја вина останало само, останало без своите родители и да си го најде својот дом, својата соба, своите родители. Во Република Македонија со овој закон се регулираат сите области во однос на посвојувањето. Значи, кој може да биде посвоител? Каква е процедурата за посвојување? Кои се критериумите за посвојување? Со посебен правен акт, односно правилник, донесен од страна на министерот за труд и социјална политика, се детализираат сите други поединости во однос на посвојувањето. Најнапред би сакал да кажам дека во нашата држава, значи посвоител или посвоители може да бидат брачни парови или самец кој ќе поднесе соодветна документација преку Министерството за труд и социјална политика, центрите за социјална работа во однос на посвојување. Да напоменам дека исто така, во посебни случаи и странски државјани имаат право да посвојат дете од Република Македонија. Странските државјани се навистина во... Тоа е пред некоја година или е пракса? Малку подолго. Меѓутоа не е голема бројката, иако бројката на потенцијални посвоители се зголемува. Во последните неколку години оваа бројка е, да кажеме, стабилна заради субвенциите во однос на биомедицинските третмани што ги дава владата, односно Министерството за здравство, каде што голем број на потенцијални посвоители се најдоа својата среќа и преку овој третман што се дава во областа на здравството се добија своји деца. Интенцијата и апсолутната цел од почеток би сакал да кажам е дека да се задржи родителството, односно детето што е по било каков основ има цел да се остави на институција на системот, да остане кај својата родена мајка. Значи, огромен напор се прави да овие деца си останат со своите родители, односно најчесто мајката која го дава детенцето. Многу е деликатно. Таа изјава што родителот, односно мајката најчесто ја дава каде што се откажува од детето е навистина една состојба, една ситуација која е многу трагична. Дефинитивно она се одвојува од своето дете, она што веројатно во еден период од својот живот го сакала, меѓутоа од огромен број на причини мора да се... Кои се причините? Кои се причините за да се откажеш од сопственото дете? Да, навистина во својата пракса сум видел од многу да кажеме едноставни до многу сложени причини. Најчесто тоа се релативно млади девојки кои во фазата на забавување со своите дечковци, односно желбата за се... И малолетници, остануваат бремени, меѓутоа некои врски се толку лабави и се раскинуваат и тие евентуално мора да го
да се ослободат од детенцето и овој е начинот на кој тие го дава детето во институциите на системот. Напоменувам, тоа се најчесто млади девојки, меѓутоа исто така имаме и состојби каде што и брачни парови ги даваат своите деца од најразлични причини. Прва и основна е економскиот момент каде што не постои, имаат неколку дечиња, ова дошло непредвидено и во со еден меѓусебен договор го дава детето. Ние, пак напоменувам, основна цел на стручните работници, како во Министерството, така и во Центрите за социјална работа, е да детето остане кај природниот родител. Меѓутоа, кога ќе дојде некаква ситуација, ја не би сакал во оваа ситуација да спомнувам случај, меѓутоа, наистина, од да кажеме банални овие што ги спомнав, до најмногу трагични, каде што единствен излез е да се откаже од детето. Да се вратиме на кој се може да биде посвоител и какви видови на посвојување постојат. Така, значи, според нашиот закон, посвоители може да бидат единствено државјани на Република Македонија и да бидат и евентуално, ви кажувам, странци, во посебни случаи. Тоа да бидат докажани пријатели на Република Македонија. Не е тоа напишано, меѓутоа не е со државјанство, така? Не, апсолутно. Не, добро. Би сакал исто така да напоменам дека голем број на наши луѓе кои се на привременна работа во странство и кои од најразлични причини немаат своји деца, исто така поднесуваат документи да со желба да посвојат во нашата држава, односно наше дете од Република Македонија. Тоа се повеќето државјани на Република Македонија, меѓутоа или во брачните пари еден од сопружниците е државјанин на Република Македонија и они имаат апсолутно право да посвојат. Исто така постои можност да посвојат детенци и самци, односно жени кои по најразлични причини останале сами во својот живот и сакаат имаат желба да посвојат дете. Апсолутен приоритет во однос на и на подирањето и на сите други услови имаат брачните парови. Целта е да она дете која не по своја желба останало само живее во брачна заедница, која е најсоодветен облик на згрижувањето. Нашиот закон предвидува два вида посвојување. Тоа е потполното посвојување. Тоа се во принцип се создаваат односи како што настанува со природното раѓање. И непотполното посвојување каде што имаме односи кои што постојат меѓу родители и деца. Најчесто се потполни посвојувања, да не кажам 99% случаи, меѓутоа има многу ретко, али и непотполни посвојувања. Каква е процедурата? Кои деца се посвојуваат? Така е. Ети на тие родители кои сакаат да се посвојат детенце. Каква е процедурата? Да. Нашиот закон е прилично либерален во однос на потенцијалните посвоители. Така е. Да. Веројатно. Многу често не прашуваат домовите ви се полни со деца, а редот на чекање и време траењето е долго. Јас во оваа прилика би сакал да кажам дека во Република Македонија имаме два дома кои изгрижуваат деца без родители и родителска грижа. Тоа се домот за доенчи и мали деца во Битола и домот 11 октомври кој се наоѓа во Скопје. Во Битола по правило би требало да останат децата од 0 од раѓањето нивно до 3 години, а за Скопје после 3 години. Огромен број на деца директно и многу брзо заминуваат, односно одат на посвојување од домот за доенчиња и мали деца во Битола. Меѓутоа има деца кои остануваат подолго и можеби до крајот на 18-та година кој е лимит во домот во 11 октомври. Зошто го велам ова? Заради тоа што дел од тие деца не се за посвојување заради нивната здравствена состојба. Ние не смееме нити да дадеме, нити да помислиме такво нешто ако не ја опишеме здравствената состојба на детето. Здравствената состојба мора да биде подкрепена со медицинска документација која децата ја и поседуваат и која мора да биде апсолутно чиста во однос на детето. Втора причина е да дел од тие деца правно не се регулирани. И покрај тоа што
се наоѓаат во овие домови, постои реална можност да, евентуално, да кажеме, родителите се наоѓаат во на издржување на некаква затворска казна, они се интересираат повремено, се двоумат, дури децата им служат и за некакви манипулации, меѓутоа дефинитивно остануваат во институциите. Трета категорија се родители кои се наоѓаат на некаков медицински третман, најчесто психијатриски. Во таква состојба и во таква ситуација, исто така се лекарите, односно медицинскиот персонал го кажува последниот збор. Затоа што овие се деца, значи од тие родители, дали имаат некакви наследни фактори, дали постојат генетски фактори кои можеби во иднина би се јавиле кај овие деца. Да, во продолжение ќе позборуваме поконкретно за процедурата на посвоителите, но покусата пауза. Да, на самиот старт кажавме дека имаме многу деликатна тема за муабет денеска во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Темата ни е посвојување. Да кажеме за процедурата. Која е? Може, ајде да почеток да кажеме кој не може да биде посвоител. Значи, посвоител не може да биде лице на кое му е одземено или ограничено родителското право, или одземена или ограничена деловната способност. Втора работа е да посвоителот мора да не постои сомнение дека положбата на посвоител ќе злоупотреби и на штета на посвоеникот, детето што се посвоило. Не може да биде посвоител и лице кое е душевно болно или лице со пречки во интелектуалниот развој, како и лице кое боледува од болест што може да ги доведе во опасност здравјето и животот на посвоеникот. Не може да биде лице чија физичка попреченост е од таков степен што може оправдано да се сомневаме во можноста да се грижи за детето. Една од причините е ако е постаро од 45 години. Јас би сакал да го образложам ова заради тоа што многу често луѓе не прашуваат потенцијални посвоители што е 45 години. Зошто таа граница? Да, максимална граница меѓу детето што се посвојува и посвоителите мора да биде 45 години. Значи, помлади посвоители апсолутно е дозволено, меѓутоа после 45 години оваа граница ја задржуваме. Значи, ако еден од потенцијалните посвоители има 46 години, другиот е постар, детето што се посвојува може да биде само постаро од една година. Значи, таа граница да се задржи. И на 50 години, како пример да кажеме, помладиот посвоител, ако е со возраст на 50 години, значи дете што се посвојува може да биде дете посвоено кое има возраст над 5 години. Значи да се запази таа граница од многу причини, меѓу другите не може да се дозволи да се посвои човек кој има 60 години да посвои бебе. Мислам, тоа е навистина неразумно и тука законодавецот многу исправно постапа. Кога го кажуваме ова, сметаме дека биопсихолошко и социјалниот момент кај потенцијалните посвоители би требало на детето што се посвојува да му овозможи едно нормално детство, а понатака и нормален живот во однос на овие моменти што ги споминувам. Со посебен акт, Министерот за труд и социјална политика донесува правилник во кој се објаснете поблиските критериуми и начинот на избор на посвоител по електронски пат. Овој момент е релативно нов. Се воведе компјутерски избор на посвоителите со цел да се абстрахираат личните и индивидуалните влијанија во однос на посвојувањето. Тука има и многу скептици, доктора, затоа што многумина мислат дека со некој со длабок џеб добива преку ред. Да, ја би сакал во вас. Но сепак мислам дека премногу е, не знам, тоа да се помисли треба да си не човек, па такво нешто да помислиш за дете се работи. Имавме најразлични гласи. Но има и такви, конкретно што... со претходниот министер за труд и социјална политика поведовме акција да се спречи овие говоркања што ги има во јавност.
Има од каде потекнуваат заради долготрајноста на процесот на чекањето за детенце. Зошто го велиме ова? Ние дури и многу често настапувавме во јавните медиуми со желба да видиме каде лежи проблемот. Од тука и дојде да начинот на избор на потенцијални посвоители го направиме преку електронски пат. Како не би можело субјективниот момент да влијае и евентуално некакви коруптивни или криминални действија. Се покажа многу добро, заради тоа фактот што веќе секој потенцијален посвоител, согледувајќи ги критериумите и бодувањето, знае од прилика за колку време би можело да се дојде до детенце. Ја би сакал да истекнам и следното. Во принцип, каква е постапката? Значи, многу лесно може на веб страната на Министерството за труд и социјална политика да се видат кои се неопходни документи потребни за да се поднесе барање за посвоители, за да бидат ставени во регистарот на потенцијални посвоители. Значи, комплетната документација се доставува до Министерството за труд и социјална политика. Министерството за социјална политика ја разгледува таа документација и ја препраќа во надлежниот центар за социјална работа, кој што врши увид во сите услови што ги поседуваат посвоителите. Тие критериуми се, само ќе ги набројам, здравствената состојба, психосоцијалниот статус, материјалните услови, стамбените услови, времето на чекање, степен на образование, брачен статус и државјанство. Кога збориме за брачен статус, зборуваме апсолутен приоритет, како што скажав, имаат брачните заедници. Да, и најделикатното прашање за крај на оваа денешна емисија Живот, дали треба на децата да им се каже дека се посвоени и кога? Кога е најдобриот момент? Најдобриот момент треба да им се каже, за да не дознаат од околината или од некој што им мисли зло на тоа детенце, со најпогрдни зборови кои сите ги знаеме во јавноста како се квалификуваат овие дечи. Најдобро е, негде, барем сите светски трендови кажуваат околу 4-та година, кога детето ќе осознае за себе си, кој сум, што сум и на начин на кој би требало, има специјален начин на кој би можело и би требало да му се каже на детето дека е посвоено, што децата на таа возраст го прифаќаат, си го меморираат и остануваат целиот живот врзани за родителите кои де факто се со самиот чин на посвојувањето. И сметаме дека навистина преголем терет е како на родителите што посвојуваат, да го ја држат таа страшна тајна за цел живот во себе. Да, пресија. Пресија тешка е, а постои реална можност од најразлични причини, од многу банални до многу суптилни, при евентуална некаква анализа на крвта, на ДНК, да се утврди друга некоја релација, која понатака може да донесе до трагедија. Ние сме ги имале такви случаи каде што децата посвоени дознаваат вистината од соседи, некои си во наводници кажано роднини, да после тоа го доживуваат страшни трауми. Посебно ако тие на возраст во раниот пубертет, ако ја дознаат таа вистина, која може да биде со некои многу сериозни психолошки и психијатриски пореметувања. Да, ви благодарам за денешното гостување во Радио Слободна Македонија. Ќе се видиме и ќе позборуваме идната среда повторно. Така. На друга тема секако. Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител Ана Тодевска, техничка реализација Никола Давчев. Денеска е 1 јуни 2016, ова е продукција Радио Слободна Македонија. Секоја среда во 9 часот со доктор Крста Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија.